Драги браки и сестри, многуме на наши фамилии, сакам вечерва и овде да го кажам тоа, од болната транзиција на Али бабата Бранко Црвенковски и неговите пулени, меѓу кои фамилијата заед, оставија на улица и без перспектива, а тоа, почитувани браки и сестри, се поредечните работници од нашите фабрики Струмичанка, Југотекс, Политекс, Герас Цунев, Зик Струмица, Треска, Агропромет и многу други. Јас тие вредни работници кои ги градија и работија во тие фабрики нема да ги заборавам. Затоа што општина Струмица ќе биде општина на сите граѓани. Затоа од ова место ви ветувам, кога ќе станам градоначалник, ќе форми еден посебен фонд, солидарен фонд, фондација, кој ќе биде наменета исклучиво за улеснување на животот на тие социјално загрозени фамилии при обезбедување на подобра животна екзистенција, адекватна здравствена заштита и школување на нивните деца. Ние ќе застанеме општина Струмица за тие луѓе, заедно со Советот. Од ова место исто сакам, почитувани сограѓани, да ви ветам, ќе намалиме таксата за фермарините, ќе намалиме таксата за комуналиите, ќе ги уредиме нашите градски гробишта за полесен пристап до вечните почивалишта на нашите најмили и нашите пријатели. А војно ќе бидат и заштитени од чуварска служба 24 часа, а не како што е сега, башипузлук. И најважно, ќе ја укинам уредбата за закоп. Ако не платиш вода, нема да се закупа покојникот. Е, тоа нема. Дали луѓето да бараат пари, дали да плачат по покојникот. Почитувани сограѓани, сакам нешто и друго да соопштам од овде. Јавното предпријатие Комуналец е дете на општина Струмица и Советот. Јас како градоначалник, заедно со Советот, нема да дозволиме вработените во Комуналец да земаат таква бедна плата, а имаат исто образование со вработените во општината, кои имаат дупло поголема плата. Тоа нема да го дозволиме. Кога сум кај Панче, затоа што зедов доста документи, браки и сестри, сега јас го повикам од овде. Панче Орцев, здрави и живи, другата недела Васил Пишев ќе побара твое изземање на твојот имунитет. Затоа овде држам еден документ. Браки и сестри, замислете, зошто Комуналец е во була? Зошто тоа предпријатие не може да се оправи? Затоа што тоа е искрадено од негово време во 2008 година. Овде има криминал за милиони! А овде го утврдила финансиска контрола. Па ќе видиме кај ќе оде тој Панче Орцев потоа.